Zdravo na siti i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu, dneska odlučim da snimam vtor del od videota во koje što ги čitam вашите паранормални искуства, чудни сонови и случувања. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам што во толкав голем број го поддржавте првиот дел од оваа видео и многу ми е драго што истото прерасна во серијал. Доколку сакате и трет дел од вашите паранормални искуства, обавезно ставете лайк на ова видео и напишете ми го тоа во коментар. И не заборавајте да го заследите мојот Instagram профил доколку во иднина сакате да учествувате во некој од следните вакви видеа. Не би да должам со најавата затоа што верувам дека видеото само по себе ќе трае доволно долго, па може да се фрлиме веднаш на работа и да почнам со читање на вашите паранормални искуства, чудни сонови и случувања. Здраво, Марио! Знам дека не ти го пишувам ова на време за првиот дел од паранормални искуства, но можеш за во вториот да го искористиш. Моето искуство е ова. Една вечер пред неколку години јас и мајка ми бевме сами дома. И бидејќи ми е покомотно да спијам во спална, си легнав до мајка ми да спијам. Јас така легнав и мајка ми одма заспа, бидејќи сабајлето беше на работа. Јас дека беше лето, топло беше и навечер се откривав и не можев баш да заспијам. И беше отворена вратата од спалната. И одма е ходникот и дневната. Во дневната има тепих па паркет, па во ходникот плочки и во спалната паркет. И како што пробував да заспијам, слушнав како некој оди буквално по тепихот, па по паркетот, па по плочките во ходникот, се така полека чекор по чекор до мене буквално. Но бевме сами и како што го слушнав последниот чекор до мене, стиснав тупаници, затворив јако очите и чекав бидејќи мислев стварно некој има. После некоја минута, дека не можев да издржам, се издрав мамо, мајка ми се разбуди и раскажав и покасно заспав. Океј, не знам што конкретно си слушнал и дали само ти се причинувало, верувам дека никој не ти верува и сите те убедуваат дека ти се причинувало. Јас некако ви верувам на сите вас кога ќе ми напишете некои вакви работи и случувања, затоа што убеден сум дека се тоа некако постои и верувам дека не ти било сеедно. Единствената предност е тоа што мајка ти била до тебе, па сепак си се чувствувал некако посигурен, ако можам така да кажам. Но окей, се надевам дека нема да ти се повтори. Сум имал многу пати парализа во сонот и доста биле страшни, но ќе го одвојам најстрашното. Се разбудив и сватив дека имам парализа во сон. И многу мрдав пробувајќи да се разбудам и наеднаш го гледам моето тело на кревет, а јас станат низ соба се шетам во темница. Во такви ситуации пробувам да изговорам неколку пати во име на Исус да се разбудам. Правејќи го тоа забележав дека мојата уста започнува да се лепи и не можам да зборувам ништо и наеднаш започнуваат 1000 раце да ме фаќаат на цело тело. По неколку секунди се разбудив и уплашен слушам како мојата баба, која спие под мојата соба, се моли на Господ. Мојот телефон заприметив дека не беше на полноќ и беше исклучен. Немав никаква светлина во мојата соба. Станав уплашен да го уклучам светлото и наеднаш кога уклучив ми пукна лампата. Ова е едно од најстрашните мои искуства до сега. И лаптопот сам се уклучи и видов дека саатот беше околу 3 наутро. Ова звучи така нереално. Јас генерално најмногу се плашам од тоа да се разбудам, меѓутоа физички да спијам. Не знам како да ви го објаснам тоа. Се плашам од моментот да се здогледам себе си во кревет. Здраво, Марио! Јас ти пишувам за вториот дел од паранормални искуства, бидејќи знам дека ќе надминеш 2000 лајкови. Веќе одамна во мојата соба гледам црна жена, висока сигурно 1 метар и 70 сантиметри. На почетокот ми беше страв, но веќе се навикнав и не се плаш. Мојата сестра пред некој ден ми кажа дека видела како некој стои до мене, иако никој не знае дека јас ја гледам таа жена. Плиз анонимно. Океј, све е овде анонимно, без гајле. Овде постојат две ситуации кои се застрашувачки. Едната е што ти гледаш црна жена, а другата е што никој не знае дека ти ја гледаш таа црна жена, а другите гледаат дека тебе стои црна жена. What the fuck? Зашто ја општо почнав да снимам вакви видеа? Вие мислите дека мене ми е сеедно. Мене знаете ли какви ствари се почна да ми стигаат на Инстаграмот како го објавив првиот дел од вашите паранормални искуства? Буквално, кога ќе седнам навечер да ги монтирам ваквите видеа, кога ќе ставам крипи некоја музика у позадина, самиот од себе почнувам да се плашам. Но окей, само да помисла дека ви уживате во овој тип на видеа, ме охрабрува некако. Не знам, се надевам дека си добро и дека се поред која гледаш таа жена. Ја би ти предложил, сад не ме слушај, али да сум на твое место би пробал да стапам у контакт, односно да почнам да разговарам. Може би е тоа уште по-мрднато, али може би е некој дух кој сака да те заштити, сака да ти даде дознаење за нешто. Сега да не навлегувам у тоа, али проби да стапиш у контакт. Па јави ми
импресии. Здраво, Марио, твој сум голем фан и те следам одамна. Го видов видеото за паранормални искуства, па решив да го споделам моето искуство со тебе. Со мојата фамилија се пресели во нова куќа. Мојата соба имаше врата која гледа кон ходникот. Во ходникот има едно огледало, кое ако вратата е отворена, го гледа мојот кревет. Јас спијам со отворена врата, па кога ќе погледнам таму, се гледам себе си. Но една вечер мојот одраз беше малку поинако. Не го гледав јасно, затоа што огледалото е подалеку, а исто така бев уморен, па не обрнував внимание на тоа. Утрото забележав дека огледалото не е тука, па го прашав татко ми зошто огледалото не е тука. А тој ми одговори дека огледалото го тргнале уште пред неколку дена. Јас многу се зачудив од неговиот одговор, но ништо не му кажав. Ако го тргнале огледалото пред неколку дена, а ти си продолжил да се гледаш огледалото додека спиеш, тоа е навистина проблем. What the fuck, човече? Језиво во секој случај. Хеј, еве паранормална активност и од мене, ако снимаш пар 2. Снимам пар 2. Така јас со другарите си доаѓаме од град и мене ми беше досадно дома, беше 1 саат са бајали. Одлучив да направам лайв стрим како и обично, Fortnite. Уклучив, имаше околу 20 луѓе кои го гледа и одеднаш почна да пишуваат дека на фейскемот нешто се мрдало како некоја сенка. Јас не поверував и помислив дека било до камерата, но после некое време ми падна телефонот од масата и столот пополека се мрдаше. Јас го изгасив стримот и легнав у кревет бидејќи бев исплашен. Јас под кебето лежев и слушав како се пали климата во дневна. Станав, ја исклучив и пак легнав, но климата пак се вклучи и тогаш бев многу исплашен и легнав да спијам. Кога се разбудив му го кажав тоа на татко ми, но не ми веруваше. А кога сакав да му покажам, лайв стримот беше избришан и од фајлови и од YouTube. Од тогаш никој, освен тие 20 луѓе, не ми веруваа дека тоа навистина се случи. Пиес, многу те сакам. Ти благодарам, те сакам и ја тебе. Да, ова е баш онака крипи, не знам, ако ништо друго, барем имаш сведоци, тоа не е еден, туку 20 луѓе, ако уопште ти се потребни сведоци, како и да е језиво. Немој да лајваш више Fortnite, играј си сам со себе. Следното чудно искуство вели: секој мој роднина пред да умре го сонува. Не, ова е стварно језиво. Не знам дали постои конкретен термин за тоа кога имаш интуиција во сон. Меѓутоа, ова според мене е интуиција во сон, али разговарај со некого. Ми падна телефонот, вистина. Како и да е, разговарај со некое стручно лице, пробај некако да ги контролираш соновите, иако тоа е навидом невозможно, затоа што навистина не е пријатно. Просто не си направил ништо, а чувствуваш грижа на совест затоа што умрел некој кој ти си сонувал дека ќе умре. Тоа е баш онака крипи. Една вечер бев дома, мајка ми и татко ми беа на работа, а јас, сестра ми и баба ми дома. Меѓутоа, баба ни беше на долниот спрат. Гледав телевизија и одлучив да одам во нашата соба да земам нешто. Кога влегов, ја видов сестра ми дека спие свртена на кај зидот. Отидов доле кај баба ми и таму беше мојата сестра. Но ако тоа беше мојата сестра, тогаш кој спиеше во нашата соба? Не. Единствен одговор што можам јас да ти го дадам е дека ти се причинило дека сестра ти спие свртена со грб, затоа што реално не си го видела лицето, а можеби не го наместила креветот и така јорган и кебиња чуда ти се причинило као да лежи човек. Ако стварно си видела како некој спие, тогаш језиво. Здраво, Марио. Следниве паранормални случувања што ќе ти ги раскажам се навистина за неверување, но за жал се вистините. Не сакам да звучам како ненормален, но верувам дека поседувам некоја дарба. Имам доста паранормални случувања кои се необјасними. Едно од најдалечните случувања на кое јас се сеќавам е од 2013 година. Таа година во август имав сон каде стојам во ходник заедно со мојот дедо. Тој ми раскажуваше како треба да внимавам на другите и како тој мора да оди. Ми кажа и дека мојата мајка е бремена, а јас тоа го прифатив како убава вест. На крајот од ходникот се наоѓаше врата од која еминираше светлина и тој влезе во неа. Кога се разбудив, моите родители не беа дома, а подоцна сватив дека мојот дедо починал. Но тоа не е последното што сум го слушнал од него во сон. 5 години подоцна, август 2018, бев на гости кај баба ми, неговата сопруга. Сонував како се околу мене било депресивно и тажно. Бев во ходникот на моето училиште и се упатував во истата врата со светлината. Но пред да влезам, бев сопрен од далечни пријатели кои ги нема видано 10 години, но сега пораснати. Не знам како, но наеднаш се најдов на улица и се упатував на кај дома. Тогаш пред мене со трчање излезе младо детенце.
околу 4-5 годинки, извикувајќи бато, бато, мама те бара. Тој се стрча напред, падна во длабока дупка и умре. Поради големата грижа на совест, што сум го убил својот брат, се разбудив. Беше точно 6 часот наутро. Сватив дека е сон и дека немам брат за да се грижа. Не помина минута, го видов вујко ми како излегува од портата. Што значи, дома сме останали јас и мојата баба која спие. Тогаш слушнав чекори како се оддалечуваат од мојата соба. Секое влакно на мојата кожа беше кренато. Се стрчав до собата на баба ми, но таа спиеше. Кога станав и раскажав што ми се случило, а таа ми рече дека можеби дедо ми дошол да ме посети на сон. Чудното за оваа случка е што дента беше денот кога тој починал. Но тоа не е се, дали ти текнува дека пред 5 години мојот дедо во сон ми кажа дека мојата мајка е бремена. Што ако поради големата тага за дедо ми таа навистина го изгубила бебето? Па сега тоа дете, братче од мојот сон, е навистина мојот мртов брат. Ако сакаш уште вакви случувања, пиши ми за да знам дали би ги ставил во видео. И не се грижи, имам доста во мојот джеп, дури и снимки. Сакам и снимки, и слики, све сакам. И буквално 3 пати се наежев додека го читав ова. Јасно ми е дека све ова е само сон, меѓутоа верувам дека ваквите сонови многу често знаат да не истравматизираат, така што искрено се надевам дека ти си добар. Уште сум некако наежени у шок. Како и да е, стигнавме до крајот на денешното видео, си изначитав се и се што буквално не знам како вечер ќе спијам. Се надевам дека ви се допадна вториот дел од вашите паранормални искуства. Доколку сакате да продолжам да снимам вакви видеа, обавезно ставете лайк и напишете ми го тоа во коментар. Ја не би сакал да должам ниту со одјавата, така што ви посакувам убав остаток од денот, кога и да го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!